Меѓутоа морам да кажам една работа, која што јас сум баш една анализа, например, од осамостојувањето до денес, во врска со интересот на тие кои што владееле со оваа држава, како бил кон националните интереси. За сите тие влади што минале досега во Македонија, еве веќе имаме 19 години справи. Значи, националните интереси беа на последно место. Јас да ви кажам само еден податок, да ви после да судите дали сум право или не. Например, јас конкурирам за книга по историја за Македонија, значи од не со фрази и со нечии интереси пренесени во моето искажување, туку од оригинални дела, истражувани. Конкурирам на официјален конкурс во Министерството за култура, ми ги одбиваат сите книги, а се откупуваат по 80 до 120 книги на албански јазик. Тоа македонскиот народ уште не го знае. И треба да го знае. Се обратив до господјата министерка, која најпосле си го покажа своето вистинско лице, да прашам дали тие книги не ја одговарат на таа господја, и не ми одговори. Ако не сакаше да ми одговори со писмо, можеше да ми одговори како лично секретар. Значи, имаме институции кои што воопшто не воделе грижа за националните интереси. Зашто? Може би нема да се случите вие сите. И тоа една моја анализа кажува дека скоро во сите влади нема каде да си породи. Значи, тие не водеа грижа за националните интереси, не ги интересираат тие национални интереси. И од тие причини дојдовме до оваа ситуација. Оние кои што сакаат да не обезличат, јас би рекол да не уништат народ и нација, настојуваат со сите сили да не уништат, не од сега, туку што од времето на крстоносните војни. Крстоносните војни не беа за ослободување на Христовиот гроб, туку за уништување на Македонското царство кое владееше 1200 години. Значи, тука се работите кои што вака тежат во Македонија и кога една следва на таа господи реков, викам, ти господи одиш со на овие меѓународни симпозиуми, на меѓународни изложби за книги, за литература, одиш со поезија, не одиш со историја. Зашто? Па нема вели книги. Како нема книги? Една елита, научни работници, веќе имаме ние сега во овој период, во Титова Југославија, тоа нема можност, бидејќи да прашувавме за нашата вистинска историја, ќе беа засегнати некои други народи. И доаѓаше во прашање самата кохезија на Југославија. Значи, се работи за една негрижа, тотална негрижа. Јас можам да ви кажувам овде многу примери што сме имали со раководители да разговарано по оваа тема. Не вели тој, не треба тој да дојде, ќе дојде друг. А тој друг, за тоа, значи, национално, да речам, традиционално, македонско име се наоѓа некоја друга националност. Значи се крие друга националност. Затоа при евентуално доаѓање на власт, на народна власт,
треба да ги има овид тој момент. Значи, исклучиво проверка на биографијата на секој кој што ќе стапи на таква должност и кој ќе го представува народ. За жал, тоа досега ние го немаме. Јас и на Никола Груевски му напишав едно писмо за тоа и не ми одговори. Значи, луѓето не ги интересираат националните интереси. И јас ве молам овде, сите вас, вие имате сила, гледам овде сите ги изразувате своите патриотски чувства, дајте да се организираме, да можеме оваа пама да избркаме од Македонија. И јас би сакал една работа да ви кажам дека Западот е решен по секоја цена да не уништи. Имајте го тоа во предвид. Водачот на сета таа е Германија. И нашите раководители секоја недела одат на баци рака. Значи, тоа треба да се има во вид. Дека сакаат да не уништат, бидејќи да Македонија има не само големо име, туку има и извонредно богата историја. Вие, јас не можам оваа пригода сега, бидејќи треба и други да зборуваат. И да морам да ви кажам дека она што го има во историјата во Македонија, Македонија што ги има во својата историја, тоа вас ќе ви изненади. Значи, не ќе можете да се замислите дека постоеле такви работи. И тоа артефакти на дело не е реплакажа. Нема денес веќе никој не го интересира тоа реплакажа. Значи, мораме добро да се организираме, за да ги отстраниме сите овие аномалии, да водиме грижа за секој човек што ќе дојде и што ќе ја води оваа држава. А не да можат да владеат една племенска група која што 3 столетија го тероризирала македонскиот народ. Вие не можете да сватите тоа. Значи, милиони се иселени македонци од Матија, денешна Албанија, Матија се викала. Не се викала Албанија. Западот го направи тоа. Само за да се уништи името Македонија. Зашто бе го прекрсти Александар Македонски во Велики? За да не постои името Македонија. И имајте го тоа овид. И мислам и од власт некој кој ќе дојде на власт, а треба да ги има опред. Благодарам многу.